Меѓувреме, во напорите да ги прибереме сите овие бонус новум, бонус факти, што ги викат кривичарите, прибавив изјави од двајца раководители, началници во Управата за безбедност, каде што раководеше злогласниот Сашо Мијалков. Морам да го кажам така, затоа што сите го нарекуваат така. Секоја недела таму, заверени се на нотар и се спремни да сведочат во повторената постапка. Редовно, еднаш неделно, во неговата канцеларија доаѓале обвинителот за организиран криминал, неговиот бажанек Јован Илиевски и државниот обвинител Марко Зврлевски, каде што му реферират на директорот на УБК за сите поактуелни предмети, кои дошле или се во тек. И чекат наредба од него да им каже што да се прави, во присуство на началниците нормално. Он им диктира. Овие луѓе никој пат да не излезат од притвор. Овој толку да биде задржан во притвор. На овој да му се определи толкава казна. На овој и конфискација. Во изјавите ќе прочитате, ја после ќе и публикувам, кога ќе отворам постапката, дека до ден е извршено како што добиле наредба од Мијалков. Често пати овие средби се случувале и во кафеани, во пиена состојба. И тоа е извршувано безпоговорно. Прашањето е, имаме ли ние судство? И што да се прави да никој пат повеќе вакви работи не се случуваат во оваа држава? На жалост, за сега не гледам сериозни напори